Топол поздрав и срдечно добре дојде ви посакувам, почитувани гледачи, на почетокот на ова ново издание на Фактор здравје. И денешниот четврток, денешната емисија ќе ја посветиме и ќе ја обработиме со стручниот тим од приватната здравствена установа, специјална болница за гинекологија и акушерство и воедно ИВФ Центар за асистирана хумана репродукција, плодност од Битола. Зашто денеска ќе зборуваме и кој од таму ни доаѓа, останете на Алфа, ќе дознаете веднаш по блокот реклами. Имате болки во рветот, колената, колковите, кривите при одење, ве мачи остеопороза. Ехосонографска контрола на колковите на вашето бебе. Вашето решение е во остеопроцентрите за болести на коски и зглобови, каде ве очекува искусен и сертифициран ортопедски тим за решение на вашите тегоби. Ослободете се од болката, живејте го животот активно и во движење. Приватна болница за гинекологија и акушерство, плодност Битола, ви нуди примена на најсовремено инвитро оплодување, замрзнување на јајни клетки, ембриони и машко семе. Ви нуди лекување на брачна неплодност со најнови хируршки техники, лапароскопија и хистероскопија. Плодност Битола, место каде што вашите желби ќе станат реалност. Натришната убавина доаѓа одвнатре. Свежа мазна кожа, убави цврсти ногти, густа, здрава коса. За вистинска внатрешна убавина, Мерц специјални држеи. Леле, колку кашлаш. Сакаш да останеме дома? Јас така мислам. Тато, земи Проспан, секогаш помага. Проспан, кажете и збогум на кашлицата. Дали, кога и што конкретно сте превземале за своето здравје? Со комплекс Г132. Добро здравје, двојна добивка, познатата јапонска формула, произведена во Германија. Комплекс Г132 во сите аптеки, сега достапен и во лента. Денешната тема во Фактор здравје ќе биде повторно од областа на гинекологијата, област од медицината која посебно ги тангира или ги погодува жените, но се разбере и мажите не се имуни на тие теми. Токму денешната тема лапароскопија и хистероскопија во гинекологијата е тема која што ќе ви ја приближиме, поедноставно ќе ја прикажеме и многу детали од практична природна точка или од пракса ќе ни представи гостинот кој што денеска доаѓа од споменатата болница Плодност од Битола. На ваше и пред се мое задоволство, тоа е доктор Владимир Поповски, специјалист гинеколог акушер. Добар ден, докторе, и благодарам што дојдовте од Битола специјално денеска за Фактор здравје. Добар ден, благодарам на поканата и мило ми е што учествувам во една вака почитувана емисија, и телевизија Алфа. Благодарам за вашето присуство овде. Ќе почнеме или ќе разговараме по блокот 60 секунди Фактор здравје, а пред да представам зашто денеска ќе зборуваме, сакам да споменам дека кога се споменува болницата Плодност од Битола, тие се достапни на plodnost.com.mk и телефонскиот број за закажување прегледи и добивање на секаков вид информации 047 208 880 и 208 881. А денеска ќе зборуваме за морковот, кој што често се поврзува со зајаците, децата, но и за нас возрастните корисен. Морковот е двегодишна билка од која за исхрана се користи неговиот корен. Овој зеленчук потекнува од Авганистан, а во текот на историјата е пренесен во сите земји во светот. Се користи за исхрана во текот на целата година и е еден од најздравите видови зеленчук. Содржи многу корисни лековити состојки. Интересно е дека денес постои морков со различни бои: портокалова, бела, жолта, црвена, виолетова. Различните бои на морковот содржат и различни антиоксиданси, состојки кои се борат против штетното дејство на слободните радикали во организмот. Во исхраната се користи свеж, варен или како зачин. Бидејќи морковот содржи малку калории, а многу корисни состојки, често се користи во диеталната исхрана и во исхраната на децата. Сокот од морков наоѓа примена и за облоги во третманот на некои кожни болести. Уште ја зголемува природната одбранбена отпорност на организмот, го чисти и го зајакнува имунитетот.
повторување уште еднаш на темата која што веќе ја имате на вашите екрани, лапароскопски лапароскопија и хистероскопија во гинекологија, тема која што денеска ќе ја доближиме и подетално ќе ве запознае со неа доктор Владимир Поповски, кој што е специјалист гинеколог акушер. Докторе, со оглед дека доаѓате од Битола, од кога практично ја применувате или ги применувате овие две методи токму во Битола, област каде што работите и каде што професионално се усовршувате секојдневно? Па овие методи, лапароскопија, оперативна лапароскопија и хистероскопија ги применуваме од крајот на 1994 година и до почетокот на 1995 година. Значи скоро 19 години. Мора да кажам дека ние ова метода ја почнавме оперативната лапароскопија први во Македонија. После нас 2 години, мислам, отприлика почна да се применува и на други места. Методата почнавме јас, докторот Таше Трпчевски и докторот Јован Стефановски од хирургија. Самостојно почнавме, секој се доцираше на свој начин. Бевме доволно енергични, јас бев во позиција да можам да одлучувам за политиката на здравството, бевме амбициозни, смели и малку кабадаи по битолски, да бидеме први и најдобри. И мислам дека успеавме за многу кратко време да ја воведеме оваа метода доста успешно. Почнавме доста самостојно, се храбревме еден со друг. Во почетокот операциите траја малку подолго, меѓутоа сега нас тоа не е една секојдневна пракса и рутина. После тоа сите останати колеги полека ја прифатија таа метода, така да јас како што знам да кажам дека практично ние тројца да почнавме да копаме тунелот, го ископавме во Македонија тунелот за лапароскопија оперативна, после беше полесно да се движи за другите колеги. Со оглед дека денеска за двете ендоскопски методи ќе зборуваме, лапароскопијата и хистероскопијата, би предложил најпрво за лапароскопијата да се задржиме поконкретно, во вториот дел од разговорот и хистероскопијата ќе ја обработиме. Која е предноста конкретно на лапароскопијата во однос на другите класични методи во однос на класичната хирургија пред се? Па лапароскопија како метода практично за поголеми хируршки интервенции се користи некаде од 1985-86 година. Значи, ние почнаме и 94 година и 8 до 9 години од првото воведување посериозно на овие методи. Ова е позната како микроинвазивна хирургија, тоа значи хирургија без инвазија или како е познато во народот операции без рез. Се состои во 3 мали, максимум 4 мали отвори на стомакот кај пациентката, во случајот бидејќи се работи за гинекологија, од половина сантиметар до 1 максимум до 1,5 сантиметар. Низ нив се влегува со посебни едни инструменти во стомашната шуплина. Внесуваме еден оптички инструмент со кој ние внатре осветлуваме и гледаме во стомакот и на тој начин ние практично однадвор се врши тој оперативни зафати. Се тоа се го гледаме ние на монитор. Мониторот го гледаат сите, така да тука не можете да кажете јас направив вака и да направив така. Мислам, се она што го работиме, квалитетот, она што го изведовме на видео и на оглед и критика или на сите во операционата сала и во операционата сала, да. Кај нас има и централно, можете на едно место сите, дури пациенти ако сакат можат во исто време во живо да присуствуваат на изведување на тој тип на операции. Кога зборуваме за лапароскопијата, постојат ли некои контраиндикации или ограничувања во смисла на тоа дали некои пациентки смеат, не смеат, возраст и некои други критериуми кои што тоа го иницираат и бараат? Па лапароскопија има апсолутни контраиндикации, значи тоа се екстремни некои ситуации, например тешка срцева слабост кога од 4-ти степен сега тоа не ви е битно, меѓутоа најтешки случаи на срцева слабост кога има тешко крварење во стомакот кој доведува до хеморагичен шок, до шокова состојба, кај што има паѓање на притисокот, пулсот забрзан и мислам едни драматични ситуации, или ако има цревни пречки, кај што има подуеност на цревата, се случува тоа. Тоа се апсолутни контраиндикации. Значи релативни, таму кај што ние можеме да направиме и не мора да направиме, кај што може да сеат пречки, тоа е обемни оперативни зафати пред оваа интервенција, отворени операции кај што има натре промена на внатрешните органи кои може да доведат до сериозни пречки во изведувањето. Па ги покрупни жени со голема телесна тежина,
воспаление на цревата, септични некои состојби, пореметувања по згрушувањето на крвта и може да се прави во бременост, меѓутоа не после 5 месец, 4-5 месеци од бременоста не е препорачено, бидејќи може да одите во матката и да повредите. На вашата плазма позадивац гледаме веќе видеоматеријали кои што ги изведувате вие во болницата Плодност, може нешто да искоментирате доколку сакате или во продолжение тоа што ќе се појави? Па да, ова се наши, ние практично сите операции ги имаме снимено, ги имаме документовано. Рековте веќе и јавно може секој да ги гледа. Секој може да ги види, пациентите ако се ги побараат може да се видат, бидејќи ние со ова практично на некој начин сме горди на ова што го работиме во моментот, последните 18-19 години. Ова е операција, една лапароскопска, ова е поглед во стомашната шуплина. Кои се предности на лапароскопија е многу битно. Тоа е една метода која што доста споро се воведуваше, бидејќи, знаете, наједнаш преку ноќ се случи дека оние што работеа отворена хирургија, хирурзите, се соочија со една метода во која нема совладано. И знаете, сега ова е еден отпор, една љубомора сега кај ќе се најдат своето место и затоа така малку побавно одеше. Меѓутоа, кај нас сите коцки ни се подредија во тој период, кога ја воведовме, така да се не одеше во прилог. Предности се на лапароскопија, бидејќи има многу краток престој во болница. Значи, практично тоа американците викаат one day surgery, значи еднодневна хирургија. Кај нас се задржува 24 сати. Ако ден си оперирате, другиот ден ја пуштате дома. Сосема дискомфортот е мал. Значи, има многу помалку болки, вие не трошите средства за обезболување, има многу помала крвозагуба, многу помала можност за инфекции. Работоспособноста се воспоставува веднаш. Јас имав една пациентка која што ден се оперира, другиот ден ја видов на корзови кај мене во Битола. Се изненадив, не може да верувам дека е таја. Значи после 24 сати таа излезе и да се прошета. Вика, немам ништо. Практично по интервенцијата самијата пациентка е способна да се врати во нормалниот тек на животот. Да, па мене ми се случува на пример вака, после неколку сати да дојдат нивните блиски, да посетат и вика дали можам да влезам. Не, реков нема да влезе, него таа ќе излезе надвор. И тај му излегува се сфрапиран што е ова сега. Вика вие сте опериран, да, опериран сум јас. Сакам да кажам тоа. И на крајот, уште една предност, бидејќи се работи за жени, козметскиот ефект. Значи имате сосема 3 мали реза по половина сантим до 1 сантиметар, кои што не можат ни да се забележат. Што е важно. Да. Оно што е важно пред да се префрлиме на вториот дел од темата хистероскопијата, да споменеме во однос на лапароскопијата. Кога, во кои случаи се применува и што практично се решава со неа? Лапароскопијата почна уште првите почетоци на лапароскопијата се 1901 година со некои импровизации и така натаму, меѓутоа посериозни операции. По почетокот беше диагностичка. Значи се применуваше лапароскопија да се влезе во стомашната шуплина за да се одреди дали оваа жена е за операција или не. И тога се применуваше отворена хирургија. Меѓутоа, од 1986 година наваму веќе почнаа да се работат и посериозни интервенции, операции, така да веќе од 86 година зборуваме за оперативна лапароскопија, при која се изведуваат посериозни гинеколошки операции. Како врви времето, се повеќе земаше примена на се поголема патологија, така да крајниот дострел сега во овој момент е практично врвот на лапароскопијата е вадење на ливни јазли лапароскопски околу аортата и околу големите крвни садови. Тоа се користат во одредени случаи на некои малигни заболувања на гениталните органи. Значи тоа е сега моментално врвот на сложеноста на оперативниот лапароскопска хирургија. Да. Пред да почнеме и да се задржиме на хистероскопијата, јас би сакал почитуваните гледачи да ги потсетам дека денешна тема во Фактор здравје е лапароскопија и хистероскопија во гинекологијата, тема која што и денес ќе обработуваме со приватната здравствена установа специјална болница за гинекологија и акушерство и воедно ИВФ центар за асистирана хумана репродукција Плодност од Битола. Од оваа научна установа би рекол веќе не само практична болница каде што се дијагностицираат и третираат пациентките, гостин ни е доктор Владимир Поповски, кој што е специјалист гинеколог акушер. Кои се, докторе, карактеристиките на хистероскопијата како ендоскопска метода? Во кои случаи се применува и што со неа се решава? Хистероскопија е слична на ендоскопска метода, на лапароскопија, мислам, оптичка ендоскопска метода, кај што ние влегуваме директно во шуплината на матката. Ако
При лапароскопија стомашната шуприна се исполнува со углероден диоксид, со воздух, за да се потиснат цревата и да се создаде простор за работа. Тука шуприната на матката се исполнува со течност, различна врста на течност, и со оптика ние гледаме внатре патологијата, промените и истовремено постојат инструменти со кои што се врши корекција, дали оперативни зафати, кои што ја заменуваат денес отворената хирургија. Значи, хистероскопијата има предност сега, затоа што заменува во голем процент оперативни, порано отворени хируршки зафати, гинеколошки. Какви проблеми се решаваат токму со хистероскопијата? Па, јас би кажал прво искрено да кажам за лапароскопија какви проблеми решаваме. Повелете, па ќе се навратиме на хистероскопијата, да. Систематично. Значи, лапароскопија се применува, зборуваме за диагностичка, зборуваме за не само диагноза и оперативна лапароскопија. Значи, во почетокот беше диагноза, дали постојат некои отстапување од нормала или не. Сега наоѓа примена кај многобројни заболувања на гениталните органи, кои захтеваат отворени оперативни зафати. Јас ќе спомнам на јајниците, сите видови на цисти, корекции при одредени состојби на стерилитет, многу често и многу пофреквентно, затоа што сме специјална болница по гинекологија и акушерство и стерилитет, IVF центар, користиме кај случај на неможност за забременување. Сите корекции на каналите, ако се запушени канали, ги отвараме лапароскопски, значи корекции или се отстрануваат каналите, сите видови операции. Операции на околината, на марамицата на матката и на јајниците. Се прават операции на матката, отстранување на тумори, миомектомии, која редовно досега се работеше во отворена хирургија. И сега тоа е најдово, и можеме повторно се пофалиме ние тука и мислам во битува за прв пат, вадење на матката со лапароскопска техника. Значи, без рез. Тоа е најнов тренд сега кој се работи кај нас, веќе стана рутина лапароскопски. Малку е несватливо сега како ќе извадите матката вие низ толку мал отвор, меѓутоа се комбинира лапароскопски асистирано. Значи, ние лапароскопски отстрануваме матката, меѓутоа ја вадиме вагинално. Жената после неколку дена сиома, нема вадење конци, освен на тие отворите мали и така натаму. Исто така имаме ние, се документовано, имаме вадено миоми, миомектомија, че матката се остане цела, да се сочува, да се отстрани само туморот. Сме вадели тумори од 8 см. Сега има доста техника, значи технички се прати технологијата, мислам, на лапароскопските инструменти е толку напредна да се измислуваат производителите се ново и ново, така да сега тоа не е проблем, бидејќи има едни посебни инструменти кои практично ги дробат, ги мелат туморите, колку и да бидат, пак ги седуваат на 1 сантиметар и многу едноставно се тоа. И полесно се изведува, се вади. Не полесно, него едноставно не можете технички да го извадите вие. Значи си има техни, се е измислено сега и така да нема. Само треба да се примени. Па да, треба да се примени, пак ќе речеме бевме доволно храбри. Храброста се гледа и во друго, јас морам да кажам, и пак да се пофалам. Кога ние почнавме да работиме во однос на возраста, кога почнавме да работиме, веќе многу години, опериравме едно девојче од 4 години. Сега искрено да ви кажам, сега кога би го поставиле тоа да се оперира, може да неколку пати би се помислиле. Тоа бевме многу храбри, безобразно храбри можда. Влеговме, перфектно се заврши се. Сакам да кажам, возраста не е ограничување за примена на лапароскопија. Значи, кога тогаш го применивме, сега нема никаков проблем. Значи, сме оперирале 4 годишно девојче, сега скоро едно 12 годишно девојче, значи и возраста не е пречка за примена на лапароскопија на мали деца. Имаше едно 2-годишно девојче, меѓутоа од непознати причини мислам дека се одлучи нешто таа интервенција. Тука захтева и малку асистенција од анестезиолози, од оние кои даваат анестезија, имаме перфектни анестезиолози, од кои имаме прекрасна поддршка и мислам дека седото со наша ангажман се одвива
перфектно. Пред да ги повикам гледачите, уште едно прашање би сакал да ве прашам, кога ја споменавте возраст, еве конкретно за лапароскопијата, може паралелно и за хистероскопијата. Дали има ограничување во однос на горната граница? Жени кои што можеби веќе поминали или завршиле со својата репродукција или веќе се влезени во менопауза, се разбира дека жените кои што се во оној репродуктивен период се применуваат овие ендоскопски методи, но дали овие жени смеат кои што нели завршиле со својата репродукција да ги применуваат овие методи доколку има потреба? Апсолутно. Мислам, нема ограничување на возраста. Се зависи од патологијата, од проблемот, од болеста која има. Значи, кога ќе се рече лапароскопија, можете повеќе од луѓето мислат дека тоа е поврзано со корекција на причини за незабременување, значи или решавање на стерилитет. Меѓутоа не, апсолутно. Ево викам, вие и на било која возраст ако сакате да извадите матката, може и на овој начин да се извади, жената по неколку дена ќе се оди, независно од возраста. Значи, причината за лапароскопија, индикацијата, заболувањето, промените, то што одредува дали ќе се примени или не. Са нормално, има ситуации кај што не треба да се оди во безумие, во некритична примена на лапароскопија по секоја цена. Значи има некоја горна граница над која, не зборам за кај, не зборам за секаде во светот, кај што веќе излегува од разумот да се употреби лапароскопија по секоја цена. Да. Би сакал да ги повикам почитуваните гледачи, сигурен сум дека има меѓу вас љубопитни кои што сакаат нешто да постават, директно да не слушнат и да комуницираат со нас. Повелете и денеска сме отворени 2600-373 телефонскиот број на Алфа телевизија, кој што ви овозможува директен контакт овде со нас во Фактор здравје. За оние кои што можеби не сакаат директно да контактираат со нас, а сакаат сепак да бидат во контакт со Фактор здравје, алтернативниот начин на комуницирање е alfa.mk, интернет страницата на Алфа телевизија, Фактор здравје alfa.mk и социјалните мрежи кои што секојдневно ви стојат на располагање. Благодарам за сите ваши пораки, а и јас сум во огромно исчекување да слушнам во однос на вашите прашања, што денеска сакате да прашате и дали темата денеска ве погоди во однос на она што вас ве интересира. Денеска зборуваме со доктор Владимир Поповски, гинеколог акушер од болницата Плодност од Битола на тема лапароскопија и хистероскопија во гинекологијата. Ова ве прашав со возраста, докторе, бидејќи споменавте и вие во ваша пракса, сигурно најчесто имате случаи, најчесто доаѓаат оние жени кои што имаат проблем со стерилитетот или имаат некоја патологија која што треба да се реши, дали лапароскопски и хистероскопски, за да понатаму забремени и донесе на свет здраво дете, кое што е цел не само неизино, туку и пред се на вас, докторите кои што работите ваква проблематика. Па да, видите, бидејќи нашата болница е специализирана за тоа, меѓутоа сега идат се повеќе случаи кои што треба да се решаваат со отворена хирургија, на други места ние ги решаваме лапароскопски. Во секој случај, лапароскопијата захтева меѓу другото и одредена вештина. И морам да ви кажам дека и задоволството од лапароскопијата, посебно на тие кои имаат досега работено доста отворена хирургија, имаме доста работено отворена хирургија, е предизвик. И на некој начин престиж, задоволство, често ние знаеме да споредиме со оние игри на компјутери, меѓутоа ова е многу сериозна работа, така да захтева одредени вештини кои мислам ние ги имаме совладано. Да, некој не чека на линија, јас се извинам што ќе ве прекинам, ќе продолжите со вашето искажување. Добар ден, посакувам на првиот гледач ова попладне. Добар ден. Добар ден, господјо. Пациентка од Куманово, конкретно на доктор Тапито. Еве голем поздрави до докторот. Благодариме. Но конкретно јас им направено лапароскопија, која за сам месец резултираше со бременост, и тоа после горе 3 години стерилитет. И мислам, навистина, веќе, како што кажа и доктор за пациентката, јас веќе вториот ден бев на работа и беше при лапароскопијата се откри некоја ендометриоза, која навистина, значи, само еден месец после тоа резултираше со бременост. Да. По природен пат. Да, благодарам, господјо. Да, за вашето искуство и Молам? Да, благодарам што го споделивте, велам, вашето искуство во однос на лапароскопската метода која што била применета врз вас. И она што го потврдивте вие, практично беше искажувањето на докторот, дека еве и господјата почитувана веднаш била на работа, ги извршувала своите обврски и се било во најдобар ред. Ме интересира кога ги споменуваме овие интервенции, дали има сигурно случаи кога некоја пациентка повеќе пати, дали лапароскопија или хистероскопија била применета, има ли некои контраиндикации или несакани ефекти доколку тоа се примени врз една пациентка повеќе пати? Па не, апсолутно, се зависи од потребата. Вие можете
бесконечно да правите лапароскопија, зависно од причината, мислам. Така да претходни лапароскопии не се причина, има по 2 пати, по 3 пати, јас имам правено исти за сосема различни причини, не за истата, мислам причина, за различни причини, различни индикации има лапароскопија. Сакавте ништо претходно за хистероскопија, значи ние кажавме за лапароскопија, кој случај ги еден гледач, може повторно, јас се извинувам во нивно име. Добар ден и на вас ви посакувам. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, господи, од каде се јавувате? Од Струга. Од Струга. Многу ми е драго што сте со нас и повелете со прашање доколку имате или коментар ваш. Не имаме коментар, пошто Слободно кажете го. Пошто имам нестата, направивме лапароскопија во Скопје во Меремедика пред 2 години кусур и нема ништо вика дека стерилитет. Се исклучи технички проблем. Јас ве охрабрувам повторно да се јавите, повелете, докторе. Кога се применува хистероскопија? Хистероскопија се применува при отстранување на полипи на слузницата на матката, отстранување на миоми. Важно во стерилитетот прегради на матката се јавуваат кои го спречуваат забременувањето или доведуваат до почести спонтани абортуси, се прави резекција, пресечување на тие септуми. Значи, тоа се интервенции кои се работат, индикации, а сега во најново време, баш денес ние, јас не бе во битола, меѓутоа донесен е нов инструмент, тоа е амбулантски хистероскоп на англиски, пошто тренд е така ние да применуваме англиски зборови да изгледа така по-спектакуларно, офис хистероскопија, значи амбулантска хистероскопија, прелет на матката во амбулантски услови, значи хистероскопија со еден сосема нежен инструмент, оптички, со дебелина од 3 мм, вие без никаква припрема, без анестези, без обезболување, без ништо, влегувате директно во шуплината на матката и амбулантски диагностицирате и гледате под око дали има или нема некои промени. Значи, тоа е диагностичка метода, многу едноставна, жената станува и си оди. Тоа е тренд сега и го воведуваме практично од денес. Тоа значи дека доколку се диагностицира потреба дека треба хистероскопски да се изврши методата, се подложува сигурно жената на тој метод. Да, се подложува, меѓутоа за тоа захтева одредена преоперативна припрема, анестезија и така натаму. Но ова го, како што рековте, офис хистероскопи се врши во еден ден, во неколку минути практично. Тоа за неколку минути да се врши, меѓутоа дава голем број на податоци за состојбата во која се наоѓа шуплината на матката, дали има некои промени и што е потребно за нејзина корекција, евентуалната промена. Кога зборуваме за лапароскопијата и хистероскопијата, ви една од гледачките спомена дека најчесто, не само во однос на хирургијата, се третира неплодност или стерилитетот се решава. За вас, докторите, посебно гинеколозите, акушерите, кои што сте специјалисти, сигурно позитивниот исход е доколку по таа интервенција жената забремени или донесе на свет здраво дете. Не значи дека вие ако се направите, нели многу често има и други ситуации кога можеби резултатот веднаш нема да биде очигледен, но сепак добро направената метода или хируршка интервенција дава позитивен ефект и резултат на крајот. Па во секој случај имаме голем број на примери такви. Јас се сеќам во почетокот кога почнавме да работиме, колеги од Скопје, бидејќи во Скопје почна 2 години после нас да се работи, мои колеги, многи драги колеги, пресе пријатели, колеги кои имаме извонредно почитување со таа генерација која што заедно специализиравме и кои ги поздравам сега ако слушаат, носе пациенти од Скопје во Битола, присуствува на операцијата, јас сум ги земал како асистенти на операција и сеќам на еден случај само што завидна во Скопје ми се по 1 месец река жената е бремена. Убаво е така кој ќе слушните, задоволството е не само за пациентот и за нас. И ние се радуваме на такви успеси кога слушнеме како пациентката што успешно да го решила проблемот. Ова само ве прашав бидејќи се надоврзува на она што вие го практикувате во плодност, не само што ги следите светските трендови и ги применувате во вашата болница, туку и предсезнанието и искуството кое што го разменувате и го црпите на тие научни предавања, семинари и симпозиуми кои што ги следите, ги носите знаењата и ги применувате во вашата болница и секојдневна пракса. Па да, во секој случај. Во приватна болница има едно правило. Зборот не може, не знам, нема и не сакам не постои. Значи, се што почнува со не, на овие зборови таква не постои. Така да нема нешто што не може да се направи, освен ако
Нема ништо освен, нема алтернативи нема. Мора да е така и така е. И ние немаме алтернатива која ќе замине емисијата или времето ќе ни истече, мора да ја прекинеме емисијата. Ваков е и случајот со ова гостување. Ми беше многу драго што пред се премиерно гостувавте вие лично во Фактор здравје, што обработивме оваа тема и на крајот само доколку имате уште нешто да се обратите на гледачите, повелете. Па да се обратам до гледачите, да кажам дека во нашата приватна болница Плодност, специализирана гинеколошка и акушерска и IVF центар, практично случаите се работат сите можни операции, исклучок со некои се екстремно комплицирани, кои сигурно ќе ги поведиме и ќе се охрабриме да ги работиме, за кои што нема многу голема фреквенција, можат во секој време да се обратат со голема доверба дека можеме успешно и сигурно да ги решиме нивните проблеми, да им помогнеме во секој случај, независно дали се работи за пречки во забременување или се работи за некоја друга патологија. Докторе, многу ви благодарам за гостувањето. Имате среќен пат до Битола, убава вечер, ова што предстои и да се видиме во некоја следна прилика. Благодарам и вас на поканата. И најважното, не помалку важно, нормално, на крај го чував да ги поздравите вашите ценети колеги во Плодност и се гледаме со нив веќе следниот четврток. Благодарам. Благодарам уште еднаш. Тоа беше гостувањето на доктор Владимир Поповски, специјалист гинеколог акушер од специјалната болница Плодност од Битола. А кога спомена тој за сите информации кои што ве интересираат, можете да ги најдете и достапни се на 047 208 880, како и 208 881 или на нивната интернет страница www.plodnost.com.mk. Благодарам и на вашиот ценет интерес. Се гледаме повторно утре со нова емисија и нова тема во Фактор здравје. До тогаш пријатно и секое добро.